Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме како снижувањето на температурата на мрзнење на раствор во однос на чист растворувач. Сега дали во минатото видео спомнавме дека ако имаш ако имаме некој сат и го исполниме со одреден растворувач кој има одреден парен притисок и раствориме некоја супстанца во него, направиме раствор, растворот ќе има понизок парен притисок него самиот растворувач. Е по истиот концепт работи и кога сакаме да ја промениме температурата на мрзнење. Например, ако имаме овдека сад со вода и знаеме дека водата мрзне на 0 степени Целзиусови, сега има една работа што не мрзне баш на 0, односно мрзне на 0, но треба малце енергија. За ова некој сакам да зборам, тоа ќе биде најверојатно физичка хемија, каде што треба енергија за фазен премин. Бидејќи имаме вода која е на 0 степени Целзиусови, која е во течна агрегатна состојба, и имаш вода која исто е на 0 степени Целзиусови, ама е во цврста агрегатна состојба, или како мраз. И двете се на 0 степени, ама едното е течно, другото е цврсто, така што се случува. Е па го гледаме како направиме еден график каде што ова ќе речеме дека е енергијата која додаваме во системот, ова ќе речеме дека е температурата на системот. Ќе искочи еден график кој личи нешто овака. Така што оваа овдека точка е 0 степени Целзиусови, значи овдека било мраз, а овдека е вода. И на двете е 0, ама има различна енергија. Така и на двете граници е 0 степени, например овдека е течно. Тука е цврсто, така тука е како цврсто, а овдека е како течно. Ево се нарекува фазен премин, сега нема многу да објаснувам за тоа, но интересно е само да се спомне дека водата може да биде течно и цврсто и тоа 0 степени. Е сега, ние можеме да спуштиме таа температура, значи да не биде мрзнењето на 0 степени Целзиусови, него може да биде пониско. И сега сите знаеме, например, кога ќе заврне снег, така имаме улица и нели ќе заврне снег и ставаат, така ќе направиме снег, има на улица, и ставаат сол. Така, значи ставаат сол, ќе го прскаат со сол и снегот ќе почне да се топи. Сега тоа не значи дека солта го топи снегот. Значи самиот снег се топи бидејќи е топло. Ама сега пред да се стави солта не се топел. Значи кога ќе додадеме солта, кога ќе го направиме на некој си вид во наводници раствор, значи претходно бил растворувач, бил чист, било само снег. Сега имаме додадено сол, така NaCl. Деска се додава и калциум хлорид, но најчесто се додава значи обична сол. Сега сме го направиле еден вид раствор кој има пониска температура на мрзнење. Односно, не дека солта го топи, него претходно ако за да се стопи требало 1 степен Целзиусов. Така, ако температурата била 1 степен Целзиусов, ќе почне да се топи снегот. Ева сега кога сме додале солта, снегот се топи на минус 2 степени Целзиусови. Е сега надвор да речеме дека ако е 0 степени, тој ќе почне да се топи, бидејќи на 0 степени се топи. Тој од минус 2 почне да се топи. Така не дека солта го топи, него самиот се топи бидејќи солта му намалува температурата на мрзнење, односно на топење. Друг пример е, например, во кола, така во колата, ако ова е нели резервоарот и нели се става антифриз, например имаш овдека, ќе обележам со бело, иако овдека ова е бензинот и сега се додава антифриз или некоја течност, се додава антифриз, каде што тој ќе намали температурата на мрзнење, така да не смрзне горивото. Значи претходно сме имале чист растворувач, горивото, и додаваме антифриз. И сега имаме раствор кој има пониска температура на мрзнење. Е сега, како во минатото видео, не е важно толку која е супстанцата која додаваме. Добро, нормално не треба да реагира со растворувачот, но важна е молалноста. Значи не моларноста, него молалноста, односно на колку честички се распаѓа соединението. Така рековме дека натриум хлорид, натриум хлорид се распаѓа на 2 честички, додека калциум хлорид се распаѓа на 3 честички. Е сега не мора секогаш да ставаме електролити, например можеме да ставиме супстанца X која се распаѓа на 1. Колку што си ставил, така ако ова е 0,1 мол, ќе добиеш 0,1 мол честички. Така додека во случај нели со натриум хлорид, ако ставиш 0,1 мол натриум хлорид, ќе добиеш 0,2 мола честички. Бидејќи ова ќе се распадне на пола. Нели кај калциум хлорид, па ако ставиш
0,1 мол, ќе добиеш 0,3 мола честички. Не мора секогаш да биде, значи, јонско соединение, може да биде некој соединение кој не се распаѓа, но поефективни се тие кои добиваш повеќе честици. Сега, колку треба да додадеме, односно колку ќе се снижи температурата на мрзнење ако додадеме некоја супстанца. Значи тоа се пресметува последната формула. Значи промената на температурата на мрзнење, значи евако тоа ќе оближиме со сина боја нека биде. Значи промената на температурата на мрзнење е еднакво на криоскопска константа за мрзнење по молалноста колку честици ќе добиеме од субстанцата која сме ја додале. Значи ако тоа беше оваа субстанца X, овдека ќе пишевме 0,1. Ако тоа беше оваа субстанца натриум хлорид, ќе запишевме 0,2. Така, ако додадевме 0,1, ќе добиевме 0,2. Значи овдека ќе беше 0,2, бејќи бројот на честици кои запишуваме. Ако беше за калциум хлорид, ако додадеме 0,1 мол, ќе добиеме 0,3 честици, односно ќе беше 0,3. А Km е криоскопската константа, која е константа зависно од кој е растворувачот. Значи зависно дали ова е снег, дали ова е гориво, дали ова е вода. Секоја субстанца си има различно Km. Така. Ајде да го пробаме ова за вода. Значи го земеме еден сад, каде што ќе имаме 1 литар вода. Евака е сад, имаме вода, имаме 1 литар вода. Поточно 1 килограм, ама добро, литар за водата е прилично исто со килограм. И да речеме дека ќе додадеме 1 мол, значи ќе додадеме 1 мол од сахароза. Значи формулата на сахароза е C6H12O6. И додадеме 1 мол за сахароза, тоа е всушност 342 грама. Го имаме тоа парчето. Тоа е буквално шеќерно од тегла што си го чувате дома, што го додаде. Значи додадеме внатре у водата. Сега, пред да го дадеме шеќерот, водата не си мрзне на 0 степени Целзиусови. Така, откога ќе го додадеме шеќерот, да видиме колку ќе се промени, сега на која температура ќе мрзне. Да пресметаме. Значи, за да пресметаме ни треба Km на водата. Km на водата го читаме од таблица, бидејќи тие се експериментално добиени вредности кои ги добиле. И можеме сега да пресметаме, значи се тоа ќе биде еднакво. Km на вода е 1,86. Може би од Целзиусови или Келвини, не е битно. По B. Сега B кај нас беше 1 мол. Сега C6H12O6, сахарозата не е јонско соединение и она не се распаѓа на повеќе честици, него си е колку што си ставил, толку честици ќе има. Така, затоа ќе имаме по 1. Дека сме ставиле 1 мол. И тоа е еднакво на 1,86. Така, 1,86 по 1 е 1,86. Тоа значи дека промената е 1,86, ама ќе биде негативна вредност. Мислам, негативна, ќе се намали толку температурата, односно водата сега ќе мрзне на минус 1,86 Целзиусови степени. Значи нема мрзне на 0, ќе мрзне на минус 1,86. Сега, ако додаваме субстанца која се распаѓа на други честици, значи рековме дека шеќерот не се распаѓа, сахарозата, ако додаваме некој јонско соединение, како натриум хлорид, калциум хлорид, се додава еден тука корекционен фактор во формулата. Сега овој него напишав преска за да биде поедноставно, но сега ќе го запишеме, значи тој се бележи со мало и, каде што и е еднакво на следново. Значи и, ќе земеме со зелена боја, и е еднакво на 1 плюс заграда V минус 1 по алфа. Односно по А. Нема врска со кој символ го бележите. Каде што V е тоа што претходно го зборев. Значи бројот на честици за јонските соединенија. Нели реков дека за натриум хлорид, ако додадеме 0,1 мол, ќе добиеме 0,2 мола честици. За калциум хлорид, ако дадеме 0,1 мол, ќе добиеме 0,3 мол честици. И тоа е всушност V. Така, значи овдека може биде 0,3, А ќе биде степен на електролитна дисоциација на даденото соединение. Значи тоа е експериментално одредена вредност
секое соединение си има различна вредност, тоа може да биде 1, може да биде некоја си поголема цифра, односно помала цифра. Значи зависно од колку дисоцира, колку сака да дисоцира на некој си начин. Значи тоа не е сега толку битно, но само ќе го запишеме како степен на електролитна дисоцијација. Значи тоа е основата на како работи дека растворите имаат пониска температура на мрзнење во однос на чистиот раствор. Значи сега нормално во голем број индустрија ова е многу важно, бидејќи секогаш е подобро да се користи пониска температура. Пониска температура значи користење на помалку струја. Помалку струја, помали сметки за струја, поисплатлив е бизнисот. Затоа е важно најчесто кога е исплатливо да се користат некои супстанции, се додаат во различни индустријски процеси со цел да се снижи температурата на која може да се работи за да биде поефективно. Сега нормално таму си имаат хемичари, пресметуваат колку треба да додадат точно, на колка волумен, за колку да се намали температурата, значи е тоа пресметано. Ова е еден општ начин на кој може да си пресметате. И така. А основниот механизам на кој ова би работело е всушност ако имаме еден сад, каде што имаме молекули кои сакаат да дојдат во една вид кристална структура, например молекулите вода видовме. Таму во некој си видео сака да се наредат многу уредно, со цел да бидат цврста агрегатна состојба или да има мрзнење. Всушност тие молекулите таа некоја супстанца која ги додаваме се тука некаде измеѓу, така? И всушност му пречат да ја формира таа кристална структура, така што треба да изгуби уште повеќе енергија со цел да може да се стврдне на некој си начин, така да може стварно нормално на водници, да може да се формира оваа кристална структура. Значи треба повеќе енергија да се изгуби, односно да биде на пониска температура. И во живиот свет постојат многу такви супстанции кои се додаваат во биолошките течности кај голем број животни и растенија. Особено тие кои живеат на многу ладни клими со цел да може да си одржуваат голем број од биолошките течности да не им смрзнат, например на Арктикот или некој место. Најчесто тоа е со глицерол. Добро, тоа беше се за видео, сакам да кажувате што ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за зголемување температурата на вриење. Довидување.